Многу работи кажав и реплицирав, и сега во контрарепликава само ќе се задржам на еден дел кој што го искажувате голема грижа за пензионерите. Почитувани колеги од ВМРО ДПМН, вие законот кој што претходно важеше, а ние го изменавме, од 2013 година воопшто не го применувавте за исплатување на пензии. Вие адхок пред избори 2015 во ноември, мислам дека беше, и 2016 по 500 денари линеарно им ги зголемивте пензиите на сите пензионери и кажавте дека вие се грижите за пензионерите. Пензиите и така по новото, по измената која што ја направивме ние, и така пораснаа во овие 2,5 години за 870 денари. Меѓутоа, знаете што? Зошто сега ова го правиме со зголемувањето 700 денари? Па ви и вчера беше кажано и од министерката и од колешката Кети, мислам дека беше спомнато, дека се создадоа услови кои што не наведуваат на тоа дека не треба во оваа категорија на луѓе кои што придонесувале години наназад да не ги примениме нашите социјалдемократски мерки, а тоа беше зголемување имаме на платата, на просечната плата, зголемување имаме на минималната плата. Минималната плата за околу 5500 денари ја зголемивме во споредба со 2017 година. Исто така, ја зголемивме, се зголемува и просечната плата за над 2300 денари месечни. Меѓутоа, се зголеми и бројот на вработувања. Бројот на вработувања изнесува во овие 2,5 години 54.000 граѓани. Сакале да верувале вие или не, Завод за статистика го кажува тоа. Тоа се предуслови дека на стабилизиран фонд кој што го стабилизиравме ние така како што го правевме, со овие три придобивки, раст на минимална плата, раст на просечна плата, раст на зголемување и намалување на невработеноста, дека ПИОМ е на стабилна основа и има основа и оваа категорија на граѓани да добие зголемување од 700 денари, ама не е само тоа, че има и усогласување кое што по наши проценки за секој пензионер ќе доведи до зголемување од 800 до 900 денари. Јас сум горда на тоа што го изгласував и уште еднаш ќе кажам и ќе се повторам. Министерката ви кажа, не одиме на рамен данок, туку во моментов ќе ја стагнираме, ќе ја забавиме таа работа, која што ние како социјалдемократи и јас уште стоам дека побогатите треба да плаќаат повеќе, за да можеме повеќе и да одвојуваме за граѓаните, за да инвестираме во нивниот поквалитетен живот, а во 2020 буџетот 23 милиарди денари реални капитални расходи се. 5 милиарди денари за водоводи, канализации, гасовод, прочистителни станици, депонии. 3,5 милиарди денари за патна и железничка структура. 1,5 милиарди денари за инвестиции во здравство, 2,1 милиарди денари за инвестиции во образование, спорт и детска заштита. 1,5 милиарда денари инвестиции во земјоделство. Тоа се вика инвестирање во животот на граѓаните во секоја сфера на нивното живење. Ви благодарам.